беше пред 2 години. Видов објава од Францускиот институт во Скопје, каде што се бараше волонтери за Олимписките игри во Париз оваа година, 2024, и аплицирав во септември 2023 година ми стигна мејл дека сум примена на Олимписките игри. Па самото сознание дека тоа се Олимписките игри за мене беше тоа дека неверојатно искуство би било, предпоставав дека би имале голема потреба од некого да им помогне, бидејќи тоа е огромна организација. Значи, неверојатно искуство, навистина. Имав шанса да бидам асистент на унгарската делегација. Неверојатно чувство. Се чувствуваш како дел од таа делегација, бидејќи стварно таа еуфорија се пренесува врз тебе. И тоа беше едно неверојатно чувство. Тоа не може да се опише со зборови, навистина. Значи, баш имаше еден податок дека просечната возраст е 35 години. Буквално имаше од јас бидејќи 18 години имав кога отидов таму, тоа беше најниската граница. Имаше до 75 години, ако не се лажам, како најстариот волонтер беше. Беше интересно да се вклопиш со луѓе од други држави, од различни возрасти, и навистина е интересно искуство и многу помага за понатаму во животот, да знаеш понатаму како да се вклопиш со луѓе од различни кадри. Па јас имав среќата да учествувам на церемонијата за отварање. Тоа беше, значи, група волонтери избрани од таму што веќе бевме и што имавме можност да бидеме на самите бродови за време на отварањето. И јас бев баш на бродот со, значи независно од мојата делегација, јас бев на брод со Боливија, Ботсвана и Босна и Херцеговина и беше доста интересно, убаво, неверојатно. Значи, сите наши спортисти ги сретнав од македонската делегација, потоа ги сретнав, јас сум играм ракомет и ги сретнав буквално сите мои ракометни идоли, значи Карабатич, Стинов Тедал, сите, бидејќи за ракомет беа сместени баш во селото, Олимпиското село, и ги сретнав сите тимови ракометни, сретнав од други спортови, исто од унгарската репрезентација, сите ги видов спортисти, беше интересно. Дефинитивно по луѓето што ги запознав, делегацијата со која што имав можност да соработувам и самото тренирање меѓу спортистите што го видов таму на Олимписките игри. Тоа за секогаш ќе ми остане во сеќавање. Мене многу ме беше фасцинантно како од сите култури, од сите земји во светот се сплотија на едно место и нема никаков проблем едни со други. Значи, имаше беспрекорна комуникација меѓу сите. Мене беше многу мило кога ќе видев пример на улица од две репрезентации како заедно тренираат. Пример, имаше маратонци што се вежбаат, што трчаа во селото, и од две репрезентации ги гледам, си трчаат заедно и си прават муабет. Тоа беше навистина интересно. Париз, тоа беше неверојатно, значи толку беа средени улиците, се беше средено, убава миризба, имаше убава атмосфера насекаде, затоа што не само туристите од страна што доаѓаа во Франција, туку и самите жители на Париз, на Франција, се чувствуваше кај нив едно чувство на задоволство, како интересна атмосфера, бидејќи тоа е доста голем настан. Јас бев примена на Сорбона да студирам во Париз. Ќе студирам информатика и сега во септември ми почнуваат студиите. Значи прв циклус студии, до дипломски студии. Информатика прва е генерално, значи општи предмети има по математика и информатика, а од втора година се избира по конкретен смер и јас ќе изберам кон вештачка интелигенција.